Смејата и смелоста на вистина одат рака под рака. И тоа во многу случаи. Смело е да се смее човек и да не ја крие среќата. Смешно е кога не сме смели да му погледнеме во очи на она што не плаши. Смешно е за жал и кога му се смејат на оној што се осмелува. 59 годишната традиција на фестивалот налага најпрви да се отпоздрават министрите, па градоначалниците, па директорите на фестивалот, но годинава фестивалот ќе биде посмел и првпат во своето постоење ќе ги спроведе свеченостите по поинаков редослед. Она што сакам да ви го кажам, драги прилепчанки и прилепчани, е дека после се ние сме дома. Фестивалот си е дома. Затоа на сите ни посакувам добре дојде во Прилеп, градот театар. Годинашно во 59-то издание на најубавиот фестивал Војдан Чернодрински, се некако ми се чини дека ќе се врти околу бројот 3. Тројца автори во фокус, 3 члено жири и вообичаените тројца што се обраќаат на отворањето. Директор на фестивал, градоначалник и министер за култура и туризам. Како што споменав, годинава, наместо еден автор во фокус, програмата е именувана како Прилеп во фокус, а тријадата ја сочинуваат актерот и долгогодишен директор на нашиот фестивал Кирил Ристовски, актерот Благој Спирковски Џумерко и драмскиот автор и писател Благој Ристевски Платнар, луѓе доволно смели и кои не смееле, зашто ги паметиме и денес. Прилеп во фокус, всушност, ќе биде представена преку музеот во движење, изложба во чест на овие тројца великани, поставена во просториите на пријателите на фестивалот. И токму во духот на 3 ја поканувам на еден мал предизвик и со голема чест директорката на фестивалот Ана Стојановска да ни се обрати во 3 минути. Како е да создадеш фестивал во период на предизвици, и лични, и општествени? Како е да сакаш да создадеш фестивал според визијата што си ја задал пред себе? Визија која треба да се реализира во 4 години под една платформа Враќање дома. Како е да создадеш фестивал денес, во Прилеп, во 2025 година? Со многу ситуации за решавање, но со многу љубов и задоволство единствениот одговор. Живееме во време исполнето со предизвици и секојдневно сме поставени на раскрсници. И треба да одлучиме што е најдобро да се направи. Ниту светот мирува, ниту секојдневието мирува. Како човештво соочени сме со многу конфликти и ситуации на мир. Театарот одамна не е мирната оаза. Театарот одамна не е ниту силниот јазик, на оние не можат да говорат. Театарот денес има свој конфликт и фронтови. Во мигов може да и стои на својата раскрсница, дали да се врати кон основите или да стане производ на вештачката интелигенција. И на важното прашање, како е да се стави еден град во фокус? И тоа еден град од позиција на место кое е родило голем број театарски уметници. И не само театарски. Како е да се направи еден град да биде град театар? Она што денес изгледа како сосема реална и возможна идеја, не би била возможна без нашите претходници. Прилеп и Дална Македонија голем број уметници, просветители, професори. Прилеп ги втемелил на некаков начин и јазикот и дел од културата во Македонија. Затоа сметаме дека треба да го поставиме во фокус, за да покажеме како фестивал неколку важни одлики на театарската уметност што почна овде. Смеј се и осмели се е мотото на овој фестивал. И како што го одлучив мотото, така почна и смеењето и осмелувањето се до вечерва. На сите полиња. Од затворањето на театарските сцени овде до секојдневните
градите вашата омилена представа. Ви благодарам бескрено за всестранната поддршка. Нека ни е среќен и успешен 59-тиот Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински прилеп. Годинава и добитниците на наградата за животно дело се тројца. Собранието на фестивалот за ово 59-то издание на Војдан Чернодрински одлучи наградата за животно дело да им ја додели на големите театарски и филмски мајстори Снежана Коневски-Руси, Сонја Михајлова, и Гоце Тодоровски. Ве молиме за внимание. Снежана Коневски-Руси, добитничка на наградата за животно дело на 59-тиот Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински прилеп. Се почнува од игра, вели во едно своје интервју. Ова мото верно е следи низ целата нејзина кариера. И по речиси 5 децении поминати на театарската сцена, не престанува да си игра. Онака вистински, посветено, љубопитно. Родена е во Ниш на 8 декември 1952 година. Во 1975 година дипломира на одсекот за актерска игра при Висшата музичка школа во Скопје, во класата на Владимир Милчин и Љубиша Георгиевски. Од 1978 година нејзин театарски дом е Македонскиот народен театар Скопје. Нејзината љубопитност и енергија во постојаната желба за надградба ја водат до надфис во Софија, како специјализант по режија, пантомима и кореодрама во класата на Александар Илиев. Како актерка гради богата галерија од ликови, од антички хероини до грижливи мајки, од детски јунаци до бурлескни дами. Незаборавна е како Маргарита во Ричард III, за која ја добива наградата за најдобра женска улога на фестивалот Војдан Чернодрински во 1991 година. Овој фестивал ја честува уште во 1976 година за улогата на слепата девојка во Крчма по зеленото дрво. Нејзината Ана Франки улогата на девојката во Димна Јуда и носат признание од вестникот Млад борец, а град Скопје и ја доделува наградата 13 ноември за актерскиот опус, за активно учество во јавни манифестации и за афирмација на македонската култура и надворот земјата. Руси не запира, работи на многобројни проекти за деца преку која промовира инклузивноста, сценарист е и водител на значајни детски фестивали, а во 2024 година ја подпишува и монодрамата Бивир, Бивир. Да живееш, да преживееш. Со други зборови, таа постојано создава. Со оваа награда за животно дело и се одава признание не само на нејзината долготрајна кариера, туку и на театарскиот дух, кој секогаш бара повеќе. Ги поканувам на сцената господја Снежана Коневски-Руси да ја прими наградата и градоначалникот господин Борче Јовчевски да ја врачи наградата за животно дело. Деца, родители на нашите деца, децата на вашите деца, генерациите деца што пораснаа со Снежка. Ви благодарам.
Тешко се искачив на сцената во вашиот театар или нашиот театар. Полесно ми е кога се наоѓам на самата сцена. И јас како Артуо порачувам, толку животи изживеав на сцената, во животот само е еден, меѓутоа, тогаш кога живеев, не чувствував дека живеам, ами кога ќе стапнам на сцената и кога играм одредена задача, чувствувам дека постојам. Со вашиот аплауз, најпостојано постојам. Учествувам со Ричард Цвети во режија на Рахим Бурхан, со улогата на Маргарита и ја добивам престижната награда за најдобра актерска улога, за која на 19. мај 1991 година со љубов Иги на Снешка и посвети една песна, неколку строфи и покажа што значи која е таа Снешка, грешка, смешка, како што велат децата. Тие стихови и ден денес ги паметам, тој ќе се сети веројатно што напишал за неа и еве по трети пат на оваа сцена за да доживеам, да дочекам, да ја добијам и оваа награда. Заедно со мојот театар Остарев, влегов во 8-та декада, како што тие сега одбележуваат 80 години, како што радиото, првата љубов на Снешка одбележува 80 години и едноставно посакувам и овој фестивал, театарските игри Војдан Чернотрински, да доживеат над 100 години. Се убаво. И прашувате, овде никој не ми го мери времето, јас да искористам. Кој сме ние? Театарот што е? Зад актерот што се крие? Кога пред вас актер стои, душите во него се две на број, а кога место актер, актерка стои, душите во неа се 33 на број. А за тоа кој сме и што сме? Па луѓе сме и ние. Исто како вие, и светост и подлост, срцето ни крие зашто сме се она кое сте и вие. Благодарност до вас, драга публика. Много е тешко, добро што не е големо. Во чувари на мудростта ми доделија исто една благодарница, ма поголема од мене. Ја велам сакаат да ме покријат, а не да ме дооткријат. Благодарам. Проклета човечка судбина, толку брза да осуди, а толку бавно да пофали. А Снешка дочека благодарност до мојот дете, директорот на МНТ, ние го велиме Кимо, Никола Кимовски, иницијаторот за ова мое чествување денешно. Благодарност. Ова до мене се моите внуци. Јас навистина сум баба. Играв дете, момче, девојка, момченце, невеста, па дворјанка, па граѓанка, па
па мајка, па дочекав да станам и баба. Со Синиша Евтимов играв и баба, и мајка, и еве ги моите во животот, многуте внуци, ги поздравувам и внуците на моите синови, и едноставно се радувам што горда сум што ги имам, а веќе и наследникот е тука до мене. Сонја Михајлова, добитничка на наградата за животно дело на 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп. Неуморна и целосно посветена на театарската уметност, Сонја Михајлова е актерка чие присуство на сцена плени и инспирира. Родена е во Битола во 1958 година. Дипломира актерска игра во класата на Љубиша Георгиевски. Од 1984 година незиниот творечки дом е Народниот театар Битола. Иако официјално пензионирана, таа и денес е активна на матичната театарска сцена, бидејќи, како што вели и самата, глумата и театарот се за секогаш со мене и во мене. Сонја Михајлова оствари над 150 лика. Титанија, Петра фон Кант, Цезар, господја министерка, Султана, Мирса, Цвета, се само дел од ликовите што не ги игра, туку ги живее на сцената, и тоа темелно, длабоко, моќно. Учествува во повеќе интернационални театарски проекти, а остварува улоги на филмското платно. Добитничка е на повеќе награди, меѓу кои се издвојуваат наградата Ристо Шишков за најдобро актерско остварување за улогата на Петра фон Кант, наградата за млад актер и наградата за најдобро актерско остварување за улогата на Сандра Заум во представата Магна Карта, наградата за најдобра женска епизодна улога за Мирса во Пекалка, наградата за најдобро актерско остварување за улогата на Цвета во представата Балканот не е мртов на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински и наградата за најдобро актерско остварување на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби за улогата на Јулије Цезар. Нејзината актерска посветеност и неуморниот творечки дух се инспирација и пример за младите театарски уметници. Ја покануваме на сцената господја Сонја Михајлова да ја прими наградата.
на 40 години од моето дружење со театарот и во театарот. Далечната 84-та, минатиот век, а во овој век, сега и овде, на театарската сцена на фестивалот Војдан Чернодрински, можам да кажам дека сите изминати години за мене бе една возбудлива авантура на умот и срцето. Авантура која, како и театарот, има и светла и темна страна. Светлата страна, она убавата, предизвикувачка да се создава, да се креира лик, представа, во постојана потрега по некоја вистина, по некоја сценска вистина за луѓето, за човекот, за животот, за општеството. Другата страна е она потемната, предизвикувачката, која во земја како Македонија постојано е предизвикана од постојани промени, трансформации, системски, политички, општествени, и кои што неизбежно во овие 40 плюс години кои ги носам на театарската сцена оставиле и белег и некоја лузна и врз срцето и врз умот. Како и секогаш, сето минувало со еден основен мотив. Она што не убило, не прави посилни за создавањето и за креирањето. Ова награда за мене вреди и тежи колку што вреди и овој театарски фестивал. Празник на театарската уметност, празник на театарските уметници. Како дел не само од театарската уметност, него како дел од културата и културниот идентитет на Македонија. За мене тоа е највредното и благодарам честа што се чувствувам како дел од таа театарска македонска култура. Благодарам. Гоце Тодоровски, добитник на наградата за животно дело на 59-тото издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински Прилеп. Препознатлив по насмивката, по живоста и прецизноста со која го калеме си по еден лик, Гоце Тодоровски е еден од ретките актери што умеат толку природно да ја принесат енергијата од театарската сцена или од ТВ екранот право до гледачот. Роден е во Кичево во 1951 година. Во 1976 година дипломирана од одсекот за драмски актери во рамките на Висшата музичка школа во Скопје. Од 1978 година станува дел од Драмскиот театар Скопје, каде што гради исклучителна кариера, остварувајќи над 40 улоги. Незаборавни се неговите актерски остварувања во комичните класици Солунски патарди и Полва Вово и Викенд на мртовци. Трите најгледани представи во историјата на македонскиот театар. За улогата на Цанте во Солунски патарди во 1980 година ја добива наградата за најдобро актерско остварување на фестивалот Војдан Чернодрински. Но и покрај природната склоност кон комиката, Гоце Тодоровски умеа мајсторски да се носи со драмските задачи, како неговиот Ангеле во Летво место или Питу во Сара Бернар. Хихирику, комедијанти, Бушава азбука, македонски народни приказни, Чудовишта во нашиот град, Ајде да се дружиме, се само дел од телевизиските и култни проекти, во кои остава свој непогрешлив и уникатен подпис.
Во 2023 година го добива орденот за заслуги за државата што го доделува председателот на Републиката. Оваа награда за животно дело е само уште еден аплауз во неговата долга, посветена и вистинска служба на уметноста. Гоца Федоровски го прими награда. Наградата многу тежи. Репот е градот на мермерот, а јас сум мермерот меѓу глумците, меѓу артистите. Од мојот материјал може да се направи многу добар споменик. Меѓу другото, како актер, мене ме сметат и не само како добар талентиран актер, туку како мајстор на импровизацијата. Вие тоа многу добро го знаете, драга моја публико. Јас и Ванчо Петрушевски, кој издържал прерана замина, погина, бевме мајстори на импровизацијата и по тоа не памти публиката, затоа игравме Трчаме Солунски патврди, во која јас оставев, имав 29 години кога беше премиерата, до 50-та година, до мојот 50-ти, до мојот роден, кога напълнив 50 играв со Сабина Ерова како Фатиме, ние останавме во представата, а се уште игравме дечко и девојка. Така да, ја можам да се пофалам со тоа, дека сум играл во 3 представи, кои ни во Бродвей ги по 20 години играа на сцената, во кои представи бројката на тие представи е огромна, преку 1200, така да не би сакал многу да зборам за мене, сите многу добро ме знаете. Имам снимено преку 600 македонски приказни, што викам во едно интервју, викам, имам поголема минутажа и од Џон Вин и од Марлон Брандо заедно стоено пред камера. Само со македонски приказни. Не ги спомнам другите серии. Театрот е мојот втор дом, да не речам прв. Така да многу се чувствам тука, а уште хубаво ми кога ќе ти доделат награда, тоа признание, тоа е доказ дека тоа што си го работел, не си го работел бадијала, но вистина тоа што си го работел квалитетно и затоа си доживеал успех и затоа, драга моја публико, драги мои обожаватели, затоа вие мене ме почитувате и се надевам ме сакате. Кога примаат Оскар американските глумци, обично дошуваат многу благодарам на татко и мајка и жена ми, мама и тамо те. Прво не ви ги спомнуваат, а тие не се ни гледаат. Јас би се заблогорил на вас, публико, зашто
Ништо, апсолутно. Под знак наводници и виновникот сум јас нормално, затоа што животот мој го посветив за вас и за децата се. Така да не може што повеќе да додам, моите двете колешки пред мене просто како да ми ги земаат зборовите, кажа доволно, така да сега да не претерам, да не бидам досаден. Само сакам една работа да кажам дека ние актерите сме многу чудни луѓе, ние цел живот на сцена говориме туѓи текстови. Значи не говориме своји текстови, него туѓи текстови. Значи се изназборавме од туѓи зборови. Али кај е разликата меѓу добар и лош актер? Што тие туѓи зборови, добриот актер ги прави како да се негови. И тука е успехот на добриот глумец, на добриот актер. Да ги земеш зборовите од тој лик и да самиот, фактички да бидеш самиот тој лик, а не да играш форма, да покажување дека ликот треба вака да изгледа. Него ти си тој. Тоа младите глумци треба да го запаметат и да го знаат. И има едно начало, која е моја реченица, неголемата глума е онаа глума, додека глумиш, воопшто да не глумиш. Благодарам на вас, драга публико, драги мои обожаватели, на одборот, на началникот, за доделувањето на ова големо признание. Многу ви благодарам и да ми даде Господ живот и здравје, па и уште некоја награда. Се надевам дека ќе останам уште до 30 години жив и се уште ќе ме гледате, не ме напуштам, одnosno сите ќе ве чекам. Честитки од мене, колеги, а ние продолжуваме понатаму со предизвиците. Чест ми е да го поканам градоначалникот на град Прилеп, господинот Борче Јовчевски, да се обрати. Повелете. Почитувана уметничка директорка на фестивалот Војдан Чернодрински, господја Ана Стојановска, почитувани добитници на наградата за животно дело, господја Снежана Коневски-Руси, господја Соња Михајлова и господин Гоце Тодоровски, почитувани пратеници од Собранието на Република Македонија, почитуван министер за култура и туризам господин Љутков, почитувани заменици директори, министри, почитувани председатели на Советот и советници, почитувана председателка на Советот на Општина Прилеп, почитувани директори на институции, почитувани гости, дами и господа, драги учесници и љубители на театарската уметност, добре дојдовте во Прилеп, град театар, градот на македонската сцена, градот што секоја година живее и дише со фестивалот Војдан Чернодрински. Годинава смеата и храброста се нашиот водич. Под мотото "Смеј се и осмели се", фестивалот ни испреѓа силна и едноставна порака дека смеата е моќ, а храброста потребна. Театарот од секогаш знаел како да ги обедини двете, да не насмее, но и да не освести. Да не подсети колку сме човечки, ранливи и силни во исто време. Овој фестивал е многу повеќе од културен настан. Тој е срцето на летото во Прилеп. Тој носи живот во улиците, разговори по представите, полни тераси, нови познанства, гости од целата земја и од пошироко. Тој носи економски придонес, но уште поважно носи дух и гордост. За Прилеп Војдан Чернодрински е традиција што не обврзува,
но и инспирација што не движи напред. А за цела Македонија, тој е символ на континуитетот, на квалитетот, на љубовта кон театарот. Фестивалот создава простор за нови уметнички јазици, нови визии, нови генерации актери и режисери, но создава и простор за диалог и за заедништво. Театарот, како и секогаш, ни дава шанса да се огледаме во него искрено и без маски. Почитувани, дозволете ми да изразам голема благодарност до сите што овозможија ова издание, од организаторите и уметниците, до техничките тимови, спонсорите и институциите кои стојат зад фестивалот. И секако до вас, драга публико. Вие сте душата на секоја представа. Нека овие фестивалски денови ни донесат радост, нови погледи и вистинска театарска магија. Уживајте, насмејте се, осмелете се, зашто токму тоа ни треба. Смеа со срце и храброст со поглед напред. Ви благодарам, нека биде успешен 59-тиот Војдан Чернодрински. Нашиот фестивал не би бил ваков каков што е без поддршката од спонзорите, како и неговите пријатели и соработници. Па, може да ги прочитаме и заедно. Пакомак има особено значење за нас како фестивал, особено за нашата екофестивалска мисија. Прилепската пиварница и витаминка Прилеп се со нас и за ова издание. Ви благодариме за општествената одговорност и културна свест. Годинава Diners Club International ја даде својата неизмерна поддршка и фестивалот им се заблагодарува. И во ова жешко лето повторно се освежуваме со макрони до Оладна. Благодарности до нив. Искажуваме благодарности до соработниците, Центарот за култура Марко Цепеков Прилеп, Градската библиотека Борка Талески Прилеп, Самоглас, Умно, Јавен простор Прилеп, Донире компјутер, Урбанера и Стопанска комора на Северна Македонија Прилеп. Посебна благодарност за поддршката изразуваме до Биткрафт, како и до пријателите на фестивалот. Супер. Кареј Смарт Ливинг, Македонија осигурување, Крим производство, Кафе бар Тротоар, Монарка гастробар, Кафе бар Чоше, Клуб Калинка, Кафе бар Лувар, Бросбургерс, One Bite, Аура, Кафе Бароникс, Пекарница Алекс, Арт Кафе Апореја, Национален ресторан Македонска куќа, Кафе Минас 1982 и Лусио Стор, кои што се погрижија за мојот изглед. Благодарности до нашите медиумски покровители. Македонската радиотелевизија и Trn.mk, Frontline, Цивил Медија, Нова Македонија, Културал Чет, Екран, Вечер, Холидей Радио, Джес ФМ, Окно, Република, Лице в лице, Независен, Racin.mk, Инфокомпас, Култура 24, Маркополе.mk, Текст.mk, Радио Пела, Кајгана, Нова и 24 музика. Аплауз за нашите поддржувачи, а Бога ми за мене. Пред да го зададам третиот, последниот предизвик за вечерва, фестивалот несебично им се заблагодарува и на покровителите, Министерството за култура и туризам, Општина Прилеп и градоначалникот, кои се темел на ова случување. А сега, чест ми е да го поканам на 3-минутен предизвик министерот за култура и туризам, господинот Зоран Љутков, да се обрати и да го прогласи фестивалот за отворен. Благодарам.
ќе скратам во другиот дел, градоначалник се придружувам кон честитките. 1 минута скоро. Дами и господа, драга публико, преубаво е чувството да се биде тука вечерва во Прилеп, градот под Марковите кули, кој со својата душа и историја секоја година не потсетува што значи да се верува во моќта на сцената, на зборот, на емоцијата, на тишината. Знаете, има нешто многу убаво во таа тишина што се спушта пред да се крене завесата. И таа тишина јас многу добро ја познавам. Ја носам во себе си уште од првиот пат кога застанав на сцена. И тоа не е само тишина, тоа е и срцебиење, тоа е трепет, тоа е повик да се биде храбар, да се зборува, да се оживее приказната. Вечерва со истиот тој трепет стојам овде пред вас, но овој пат како министер за култура и туризам, но и како актер, говорејќи на отварањето на фестивалот кој без малку 6 децении ја носи тежината и убавината на македонската драмска традиција. За мене тоа е пред се чест, но и голема одговорност. И затоа убеден сум дека нема поубав начин да го започнеме овој свечен настан од тоа да се потсетиме на зборовите на човекот чиј лик и дело стојат за името на овој фестивал, таткото на македонскиот театар Војдан Чернодрински, кој рекол: театарот е огледало на народот. Во овие неколку зборови кажано е се. Почитувани, фестивалот Војдан Чернодрински е повеќе од репертоар. Тој е традиција, духовна навика и жива дебата за тоа каков театар сакаме да гледаме и какво општество сакаме да градиме. И токму затоа оваа сцена мора да остане слободна, да биде дрска, да биде креативна и пред се блиска со вас. Фестивалот годинава се одвива под слоганот "Смеј се и осмели се". Знам дека тој не е случаен и е многу повеќе од само една убава фраза. Тоа е поука, а можеби и лекција. Во него е заклучена суштинската порака, дека театарот, дури и кога не засмева, зборува многу сериозно. А кога не осмелува, станува средство за голема промена. Низ овие 59 години театарот постојано се движи напред, предводен од нови генерации уметници кои носат нова естетика, нови форми и одговараат на нови прашања. И тоа не треба да не плаши. Напротив, тоа е потврда дека театарот е жив и како институции ние сме тука не само да ги следиме тие процеси, туку и да ги поддржиме суштински, доследно и со јасна визија. И затоа, дозволете ми со гордост, со почит кон историјата, но и со непоколеблива верба во еднината на македонскиот театар, да го прогласам 59-тото издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински за отворен. Ви благодариме, министре. За да се осмели човек, не е потребно многу. Доволно е само да се почне. Откако ќе направиме пауза од околу 10 минути, фестивалот ќе започне токму со вечерашната прва представа и ни посакувам да уживаме. Смело и насмеано со 12 на Македонскиот народен театар во режија на Синиша Евтимов. Имајте убаво вечер и уште убави фестивалски